Од големо пријателство до тешка геостратешка грешка, како почнаа, како сега изгледаат односите меѓу Македонија и Бугарија. Потписите на Заев и Борисов, наместо да донесат напредок во односите меѓу двата народи, доведоа до невидено влошување на односите меѓу двете земји, а беше ветувано друго сценарио. Македонија е дел од Европа. Ние денес се покажуваме како добри пријатели, стануваме уште подобри пријатели и градиме сојузи. И затоа сум убеден дека нашите народи, граѓаните бидат среќни за овие перспективи, преку вакви историски чекови кои што ги отвараме за нив и за идните поколенија кои што доаѓаат. За жал, реалноста е сосем друга. Наместо пријател и ветер во грб кон неу, Бугарија ни страна најголема пречка на европскиот пат, иако и дадовме и многу повеќе од она што требаше. За да го задоволат вкусот на официјална Софија, македонските власти решија да менуваат и историски факти. Поранешниот премиер доста често повторуваше дека Бугарија не била фашистички окупатор, а бранејќи го својот став, кажа и дека имало македонци со фашистички изблици, не само бугари. Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. Фашистичкиот окупатор. Како што имавме и фашистички изблици, дури и на наши сограѓани, со предавства на македонски револуционери, на македонски партизани и на македонски херои. Фашизмот нема етничка боја. Македонските власти најчесто беа неми на бугарските провокации. Наместо жесток одговор на пораките од Софија, Заев ја покажуваше својата попустливост пред секога историјата во прашање. Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. Од устата на еден македонски премиер слушнавме дека Делчев покрај македонски бил и бугарски револуционер. Гоце Делчев е револуционер и за българите, и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Сепак ниту Заев секогаш финиот во однос на Бугарија не можеше да издржи, па после бугарското вето во декември 2020 реши да го нападне источниот сосед. Станува збор за неодговорна и тешка геостратешка грешка. Затоа сметаме дека причините за неодобрување на преговарачката рамка прават штета на фундаменталните принципи и вредности на Европската Унија. Реципрочноста фали во сите сегменти кога бугарскиот проблем е во прашање, па така и во односот на властите кон другата страна. За разлика од нашата финост и спремност на отстапки од официјална Софија, секојдневно добиваме само провокации. Сме биле еден народ сите бугари, како и дека не постоел македонскиот јазик.